Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во вечерашната наша емисија, почитувани слушатели, ќе се осврниме на последните случувања во Република Македонија со така наречениот француски предлог, во кој ќе ви дадеме најнови вести, за да на крајот од емисијата завршиме со мојот коментар на неделата. Не можевме а да не го презентираме говорот на лидерот Левица Димитар Апасиев во собранието, а дел од неговиот говор ќе го потврдиме со убиството на 17-годишната партизанка Невена Георгиева Дуња од Скопско од страна на бугарските фашисти. Инаку емисијата ќе ја започнеме со поздравната честитка за роденденот на нашата позната интерпретаторка на народната песна Фана Шомова Лозан. Имено, нејзиниот сопруг Борис Лозан, кој кај нас охриѓаните е познат како Бочка, не можеше а да не го даде овој скромен дар на неговата сопруга Фана по повод нејзиниот роден ден. Во годините поминати заедно и во добро и во лошо, кога еден покрај друг секогаш си помага, токму затоа Борис Лозан сака да и пожели многу години вака да празнува во добро здравје и расположение, но и други радости да се дочека. Нејзиниот нарав, нејзината песна, нека биде една сесрцевна честитка за Фана Шомова Лозан, која сопругот Борис Бочка Лозан од Охрид од се срци вели: честит роден ден, сака на моја Фана. She
повторно мала техничка грешка, но затоа пак и специјалната честитка што ја од Борче ќе ја дадеме во текот на нашата емисија. Но да спомнам дека и Линденскиот пикник во организација на Обединети македонци ќе се одржи на 31 јули во паркот на организацијата со богата програма, а и весела музика со оркестрот Изгрев. Ќе поминете празничен и Линденски ден. Но исто така вашите деца кои се на возраст од 5 до 16 години можат да присуствуваат секоја сабота се до 30 јули на летниот камп. Затоа пак председателот Драги Стојковски на сите вам ви посакува и пријатно попладне, но а вие слушајте го идната недела кога ќе бидеме во разговор со него. По повод пак патрониот ден на црковната општина Света Недела од председателот Славе Бунтевски со управата и женската секција ве поканува на фестивалот кој ќе се одржи на 23 јули од 2 часот попладне до 11 часот вечерта, а на 2 јули од 11 часот предпладне до 11 часот на вечер. Разноврсната традиционална македонска гозба, а и пијалок со добра музика ќе ви приреди пријатни часови. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи да се емитува овој радиочас. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscriber кој е и бесплатно. Исто така секој петок слушајте не од 8 часот на вечер под The Voice of Macedonia со уште една нова програма. Неден тим од рилистет специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти, за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг или продавање на вашиот неподвижен имот, побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас нас е нашиот сонародник Васко Кајчевски, телефон 416-725-6335. Побарајте го Васил Кајчевски на телефон за да ви заврши загарантирано со квалитетен и се разбира сервис и поволна цена. А сега да одиме со прилогот за Света недела. 20 јули го славиме споменот за Светата Великомаченичка недела. Во времето на христоборните цареви, Диоклецијан и Максимијан, во Анадолија живееле Доротеј и Евсевија. Биле побожни христијани и богати луѓе, но луѓе без деца. Со непрестајна молитва испросиле од Бога ќерка, што им се родила во недела и го добила тоа име. Уште како мала, недела му се посветила на Бога, а кога потпораснала, доаѓале многубројни простци да ја бараат за жена, но таа сите ги одбивала, велејки дека е вереница на Господ Христос и дека ништо не сака, освен да умре како девојка. Еден од одбиените го пријавил семејството кај царот Диоклецијан, пошто ги мачеле родителите на недела за на крај да ги убијат заради Христос. Во тој миг почнале маките на Света недела. Ја тепале со воловски жили, ја гореле во оган, ја фрлале пред диви зверови. Додека недела лежела во рани и крв и се јавил Господ Христос и ја кренал на нозе. Многумина незнабожци, гледајќи го нејзиното чудесно оздравување, поверувале во Бога и сите биле заклани. По наредба на царот, војниците ја однеле на губилиштето за да ја одсечат главата. Но недела клекнала на колена, ги подигнала рацете кон небото и му се помолила на Бога да ја помилува и да ги спаси сите што ќе го слават нејзиниот спомен, а душата да ја упокои заедно со душите на нејзините родители. Кога ја завршила молитвата, издивнала пред да се спушти мечот врз нејзината света глава. Се преселила во небесното царство во 289-тото лето. За многу години.
Па нека е за многу години, а да спомнам дека на 20 јули е Света недела од страна на црковната општина, од Света недела со председателот Славе Бунтевски, ве покануваат и ви го очиститаат празникот исто Света недела. Црквата пак Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски ве известува дека за вашите свадби, крштевки, родендини и слично ви стојат на располагање трите реномирани сали. Телефонот е 416 421 7451. Повелете и за и во неделната богослужба, но и за празничните денови на богослужба од 10 часот утрото. А сега, како што ветивме, специјална честитка од Борис Бочка Лозан, сопругот на Фана Шомова, со неговата и нејзина сакана песна, значи заедничка песна, за да заеднички ја прославиме ова нејзина веселба, нејзиниот празник, нејзиниот роден ден. Фана, честито и среќно. Уште еднаш, Фана, честито и среќно и за многу години да се радуваш заедно со својот сопруг, со ќерката и за свадби за внучето. А сега да одиме и со новините од Македонија. Сонја Николовска е во собранието, каде и после инцидентот продолжи дебатата. Сонја, добро, што се случи? Кој кого вербално нападна и како се вратија пратениците на своите места?
Билјана, како што и ти пред малку раскажа, значи 2 дена овде е тензично, се постојани довикувања, свирежи, навреди, а вечерва за малку и тепачка. Значи целата таа дводневна тензична атмосфера кулминираше кога Димитар Апасиев и Талат Џафери има еден вербален дуел, при тоа двајцата мафта со прстите и едниот го предупреди другиот да не му се обраќа веќе со таква интонација и со мафтање со прстот, додека другиот му порача дека прстот би можел и да му биде скршен. Но при враќањето на Димитар Апасиев кон неговата собраниска фотелја дојде до еден дуел кој не само вербален, туку прерасна и во физички со Мартин Костовски од СДСМ. Дојде до меѓусебно туркање и вистинска среќа што брзо приидоа Горан Мисовски и Арбер Адеми за да ги раздвојат овие воинствени пратеници. Предлагам тука да пуштиме дел од снимката што ја направија и колегите сниматели, но и од преносот од собраниската седница за да добиеме реален впечаток што се случи. Први последен пат да ти биде да ми мафташ со прст, еве ја што ти кажам. Не мафтај со прстот и може ти биде скршен тој прст. Ајде. Ајде. Седницата потоа продолжи онака како што се одвиваше овие 2 дена, значи главно дискутираат пратениците од ВМРО ДПМН, според нивниот вординг се работи за предавници од страна на СДС и на целата влада ги обвинуваат за бугаризација на македонскиот народ и ги повикуваат да не ги прифатат ниту заклучоците, ниту целата таа преговарачка рамка што се содржи во францускиот предлог. Од СДСМ ретко се јавуваат за реплика, но во тие неколку реплики што ги имаат, тие порачуваат дека вистинската бугаризација фактички ја прави ВМРО ДПМН, дека голем дел од тие пратеници поседуваат и бугарски пасоши и дека во нивниот код е да бидат наследници на Ванчо Михајлов. Да видиме дел од таа меѓусебна дискусија која владе еве овие 2 дена во собранието. Јас Зоран Коцевски, пратеник од македонска и патриотска Газибаба, ве проколнувам вас предавници кои ќе го извршите ова предавство, да не видите мир во душите ваши и во вашите бедни предавнички животи. Предавници ви паѓа цената. Еви ви ситниш. Ајде да не видите, да живее слободна Македонија. Заклучоците со кои им дадоа зелено светло на владата да го прифати францускиот предлог и да ги стартува преговорите за членство во Европската Унија, следејќи ја преговарачката рамка. Седницата ја следеше колешката Катерина Нешкова, ја имаме во живо од пред владата во овие вести. Катерина, околу 2 часа денеска им беа потребни на пратениците за да го заокружат процесот. Што значи ова и што ќе бидат следните чекори?
Да, ова значи дека собранието му и препорача на владата да ја прифати предложената преговарачка рамка, она која што дојде со францускиот предлог. Овој линк го правиме тука отпред владата, бидејќи во секој момент треба да почне владината седница на која што владата ќе ја потврди ваквата одлука, односно ќе го извести Брисел дека за нас е прифатлива преговарачката рамка согласно предлогот и со тоа може да почне сета онаа процедура која што значи организирање на меѓувладина конференција за почеток на преговорите. Како што спомена и ти во најавата, по тродневна дебата денеска собранието со 68 гласови за ги усвои заклучоците што се однесуваа на владината информација за пристигнатата преговарачка рамка. Денеска дебатата траеше некаде околу 2 часа со останатите говорници од страна на опозицијата пријавени за збор по односа на информацијата. За заклучоците гласа предложени од СДСМ и ДУИ, гласаше владеачката коалиција подкрепена заедно со албанската опозиција, додека пак не гласаа пратениците од коалицијата на ВМРО, ДПМН, Левица, но и владините партнери Демократски сојуз, односно Павле Трајанов и Маја Морачанин од Дом. Тоа беше отприлика сликата околу гласањето. Инаку со овие заклучоци што ги донесе парламентот денеска, всушност се обврзува владата да ја прифати, како што спомена, преговарачката рамка, но при тоа безусловно да ги почитува сите оние јазични, идентитетски, историски и културни особености на македонскиот народ. Со заклучоците се задолжува владата во преговарачката рамка македонскиот јазик да биде ставен без никакви додавки, објаснувања или пак фусноти, и тој така да остане се до крај, односно да стане службен јазик во Европската унија на ист овој начин. А исто така се задолжува и владата билатералните прашања да не бидат одредници во преговорите за почеток или пак за завршеток на некое поглавје. За да се одржат меѓувладините конференции, она првата и она на која што треба да се заокружи процесот на почеток на преговорите, парламентот ја обрзува владата веднаш да ги донесе потребните одлуки, што посредно значи владата веднаш да го почне и процесот на уставни измени онака како што тоа го бара Бугарија од нас. Премиерот Ковачевски веднаш по седницата им се заблагодари на пратениците кои според него денеска постапиле државнички и покажале демократски капацитет. Како што напиша Ковачевски на Фейсбук, нема поголеми патриоти за поддршка за просперитет на земјата и од одлуките кои се од највисок интерес за државата и граѓаните. Конечно, македонскиот јазик кечи секаде низ Европа, вака се сака државата со мудри државнички одлуки, напиша Ковачевски. Стигна веднаш и реакција од лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН. Тој на пресконференција порача дека ништо не е готово, бидејќи следуваат уставни измени од кои што зависи всушност почетокот на преговорите, а пратеничката група на ВМРО ДПМН нема да гласа за нив. Мицкоски ваквата гаранција ја обезбедил со нотарски изјави од целата пратеничка група дека нема да се гласат за уставни измени. Го гледаме во продолжение неговото образложение. Иницијатива на пратениците како гаранција со која се обврзуваме пред граѓаните за ова наше ветување со цел блокада на предавството. Нова влада се изјавите на пратениците заверени на нотар дека со мирна совест и здрава свест нема да прифатат промена на уставот, а со тоа гарантираат со својата чест, совест, оставка која веднаш стапува на сила доколку тоа не се случи. Јас верувам дека ниту еден пратеник нема да го одобри ова предавство и за тоа го имате мојот збор дека тоа нема да се случи. Овде се тие изјави. Колечката Катерина Нешкова, како што кажав, ја следеше денешната дебата во собранието. Имаме мали пречки во вклучувањето во живо од пред владата. Во дебатата денеска остри реплики имаше помеѓу власта и опозицијата, доколку ја имаме повторно на врска колечката Катерина Нешкова. Катерина, како изгледаше дебатата во собранието?
Инаку да споменам како изгледаше и дебатата во текот на денешниот ден. Пратениците на ВМРО ДПМН пред чинот на гласање ја напуштија собраниската сала, а претходно водеа и жестока дебата против предлогот. Еве ги нивните аргументи. Ќе си лежите сите до еден за предавство. Ќе си лежите и ќе си одговарате сите до еден. Да, читете книга председателя на влада. Кемајте со главата и смејте сте. Тука ви е тупамше, прашајте. Ќе ме пече и ќе ви стои ова предавство долго. А ќе дојде генерација многу брзо. Побрзо од што очекувате, која што сето ова ќе го избрише. Формулиравте во еден заеднички заклучок кој што ќе му го испратам на антимакедонецот Ковачевски. Вашето денешно гласање ќе има важност и трајност колку една обична бугарска прдешка. Од Социјалистичката партија на Македонија исто така реагира, велат дека жалат за овој ден, најтежок во современата македонска историја, со повторно газење врз македонското достоинство и со предаден македонски идентитет. За власта пак сметат дека опозицијата е таа која што никогаш досега не постапила државнички. Еве ги нивните аргументи на собраниската дебата. Тоа беа новините од Македонија, но сега поважен е место да ги слушаме глупостите на пратениците од СДСМ, да го чуеме од левица лидерот Димитар Апасиев. Почитувани колеги пратеници, мојот говор ќе го поделам на 3 дела. Првиот дел, за кој што најмалце ќе се осврнеме, така наречениот француски предлог за бугаризација, кој што најголемите македонофоби во Бугарија ви го кажаа дека е чудо на бугарската дипломатија. Сите светски медиуми тоа го пренесоа. 17-2 е резултатот од нашата недоквакана дипломатија предводена од Маричич и Османи. Значи, замислете еден спортски надпревар во која што нашите губат 17-2. Токму ова ни се случува. Дебакл на нашата дипломатија. Францускиот предлог, кој е најлош досега, парадоксално е антиевропски, бидејќи кога ќе го прифатите, вечерва или утре, никогаш нема да станете членки на Европската унија, токму поради тој француски предлог. Составен е од 4 документи, од кои што само 3 ни се доставени: предлог за клучоците, заедничкиот став на ЕУ, општиот став и протоколот кој не ни е доставен и во кој што е целата квака и целото предавство. Како мали деца да лажат со лижавчиња и ви измислија двофазно условно отварање на почеток на преговори. Ви измислија без преседан политичка меѓувладина конференција. Не постои во европското право промена на устав пред да ги почнете преговорите. Тоа само покажува дека ЕУ нема визија за Западниот Балкан и ќе не вози уште 30 години. Нашата генерација нема да дочека да влезе во Европската унија. Немате никакви писмени гаранции за натамошни условувања. Тоа самиот Пендаровски ви го кажа. Протоколот е дел од преговарачката рамка преку членот 12 кој го подпиша Заев во тој фамозен договор за добрососедство. И нема да аргументирам правно, не ви влегуваме пак во таа квака како со Преспански, каде се ви антиципиравме од напред. Се ви кажавме како ќе биде, затоа сте северно македонци, затоа сега интервенирате. Не навлегуваме сега во таа правна аргументација, бидејќи дури и за високо едуцирани луѓе ова е сложен проблем. Ви ги кажаа сите кваки во овој процес. Историјата влегува во дел од рамката и за прв пат македонскиот јазик, кој што е кодифициран Слясном, кој што е меѓународно признат во Атина преку Обединети нации 70-тите години, за прв пат со унилатерална изјава во една меѓународна организација, со наша согласност, што е најголемиот апсурд, со наша согласност, дури спротивно и на самиот Преспански, ако сакате, каде што е гарантиран, биде наречен западно-бугарски дијалект. Со вакви дипломати толку можеме за сега, кластерот темели нема никогаш да го отвориме, а тој прв се отвара и последен се затвара. Епа на здравје бричење неспособна македонска дипломатија. 3 децении не ве раскрстува. Наместо да зборуваме за реформи во судство, за реформи во здравство, ние ќе зборуваме за историски прашања. Сега ќе се обратам кон албанската политичка елита. Почитувани колеги албанци, кои сте пратеници во македонскиот парламент.
се боревте за Бадентеровото мнозинство. Смислата на мнозинство, кое што Бадентер им го давал на студентите, па потоа на вежби по уставно право, па потоа за прв пат е имплементирано кај нас, е мнозинството да не го мајоризира малцинството. А сега имате обратна ситуација, која во теорија се вика тиранија на малцинството, кое што покрај фрустрираното малцинство сега го фрустрира мнозинството, а фрустрирано мнозинство е многу поопасно од фрустрирано малцинство. Замислете, почитувана албанска политичка елито, секој честит и чесен албанец кој живее од пот и труд, а не како вас од наместени тендери и корупција, е против ова. Бидејќи во Библијата и во Куранот и свети книги пишува дека не се гради собствена среќа на туѓа несреќа. Како што ние преку Бадентер немаме право да асимилираме, да одлучуваме за вашиот јазик, за вашата култура, така и вие немате право да одлучувате за македонскиот јазик, за македонската култура. Право имаат овие квислинзи кои седат во следните редови и тоа е меѓумакедонска конфронтација, но вие немате право да се мешате во меѓумакедонската конфронтација. И за да ви покажам пример како тоа боли, сакав да биде тука Бујар Османи, за да го прашам како би му било него ако ние утре по барање на Србија речеме дека албанците немаат илирско, туку имаат кавкаско можеби потекло. Како би ви било ако албанскиот јазик речеме дека е вулгарен латински јазик, како што за нашиот вие сега ќе гласате дека е западно-бугарски дијалект. Како би ви било ако речеме дека Скендербег, вашиот национален јунак, кој јас го почитувам, е србин, или дека Хасан Приштина е турчин, можеби бидејќи е роден во тогашна Турција, како што за Гоце Делчев ќе треба да кажеме дека е бугарин. Како ќе ви биде ако речеме дека вие како албанци од Македонија сте различни од албанците во Албанија и од албанците во Косово, како што тоа е со преспанскиот дека македонците во македонците во Пиринска и ние македонците во Македонија сме различни. Или како ќе ви биде некој да ви плесне во лице дека Енвер Хоџа ја создал албанската нација, како што нас ни плескаат во лице дека Тито ја создал македонската нација. Византија, почитувани оние кои знаат историја, обстоила 10 века, благодарение на доктрина, дека етничките прашања се оставаат внатре, како што едни фамилијарни прашања се оставаат внатре во куќата. После ова, вие ќе немате никакво морално и природно право да не барате мајоризација, затоа што ова ќе отвори Пандорината кутија на етнички тензии понатаму. И да ви кажам дека вашата политичка елита, особено манифестирана преку ДУИ, која е оттуѓена, не темели на она што треба да темели, а тоа е антифашистичката борба, каде што прашајте ги вашите соселани од албанските автохтони села, каде што ќе поминала германска војска не се случувало ништо, каде што ќе поминала италијанска војска не се случувало ништо, каде што ќе поминала бугарска војска има масакри. Еве ќе ви кажам, јас сум од Велес, има едно село Долно Јаболчиште, можеби сте биле повеќе од вас. Долно Јаболчиште е чисто етничко албанско село. Во 42-а бугарски контрачети, домашни предавници и шпиони и балисти влегуваат во селото. 11 загинати, почнуваат да се изживуваат, да ги тепаат. Изет Лјати Феизов, 62 годишен, исечена нога оставен да искрвари. Бабата Анифе Нафија Ибраимова, 72 годишна, тепана до смрт, прашувана кој е курирот од селото кој бил албанец. Никој не ги издава македонските партизани. И врв на се, и Моние Абазова, дојлка која е запалена во плевната, а незиното бебе е избодено пред незини очи. Никој не ги предаде од овие наши албански собраќа македонските партизани, но вие тоа не го правите. Наместо да градиме иднина на вакви асномски темели, градиме иднина на комуникето на она кое што вели Теарце вечерва е нападнато со ракети и автоматско оружје против славомакедонската полициска станица. Униформата на македонскиот освојувач ќе биде напаѓана додека не се ослободи албанскиот народ. Наместо да градиме иднина на Асном, градиме иднина на рамковна Македонија, но и тоа го прекршувате. И сега последните 2 минути ќе се обратам на СДС Михајловистичка. Глигоров се превртува во гробот, почитувани. Заевизмот го вративте како фашизам. Ние сега треба да им се извинуваме на бугарите за Ваташа, за Треблинка, за посмртно силуваната Раци Ривири, за Невена Георгиева Дуња која во Попрадиште ја секоја главата и ја шетаа низ Велес за да ги плашат
партизаните. Значи, ќе менуваме учебници, ќе менуваме споменици, ќе пишеме пред Самуил дека бил бугарски цар, иако во говорот на Панко Брашнар на отварањето на Асном вели дека новата македонска држава во рамки на Југославија е продолжение на Самуиловата држава. И на крај, преку тајните служби кои да работат, има 30 и 40 невладини бугарски кои сега поднесуваат представки до Комисија за антидискриминација. Ако постираме нешто за овие зверства, ќе не гоните за говор на омраза. Политичката мудрост, почитувани социјалдемократи, е да ги антиципирате, да ги предвидите историските последици. А тоа, како што го каже еден антимакедонец, кој не сакам ни името да му го спомнам од Бугарија, вели, после ова, тоа е смрт на македонизмот и за да ве шамаре уште толку ви вели наеднаш туку полекичка и на рати. Ете тоа вие го направивте. Полекичка и на рати. Ке дојде денот кога нашите обични сограѓани, не Апасиев, не Крмов, не ВМРО-ДПМН, обичните луѓе ке дојдат и ке ве прашаат: што правевте кога ја силуваа Македонија во бугарскиот участок, кога едната рака ја држеше ЕУ, а другата Америка? Тогаш нема да можете да ја гледате во очи и да им одговорите. Црвот на тишината ќе ви ја изеде утробата. Вашата мизерија ќе ја глода вашата душа и ќе бидете неми во вашиот срам. Но имам порака до народот: не паѓајте во духот. Победата наша не е далеку. Секогаш сме биле на правата страна на историјата. Еднаш победивме фашисти, ќе победиме пак. Смрт на фашизмот, слобода на народот и затвор за предавниците. Потполно така, Апасиев, навистина треба тој затвор за предавниците, апашите. Токму пак да видиме ние од она така наречена демократија што ја има Бугарија, што и направи на партизанката Невена Георгиева Дуња. Невена Николова Георгиева Дуња, родена 25. јули 1925 година во Скопје, а загина на 16. декември 1942 година во село Нежилово, Велешко. Македонска припадничка на младинското, синдикалното и работничкото движење меѓу двете светски војни, учесник во Народно-ослободителната војна од 1941 година. Со своите 16 години била најмладата партизанка во првиот скопски партизански одред и прва жена партизан во партизанските одреди на Македонија. Многу мала останала без мајка и со тоа од најраните години ги осознала сите тешкоти на животот. Непоредно со учењето се занимавала и со шиење. Уште 1941 година била примена во Ској. Растурањето на летоците го изведувала со нивно криење меѓу шиените фустани, па така не можела да биде откриена од окупаторската полиција. Одела од куќа до куќа и пренесувала разновиден материјал и пораки. Важела за бистра, пргава и една од највиталните скоевки во извршувањето на користските задачи. Поради својата голема активност, непријателот ја забележал, затоа поминала во илегалство. Георгиева станува борец на Скопскиот партизански одред при неговото создавање на 22 август 1941 година. По расформирањето на одредот во ноември 1941, таа заминала во Велес, а потоа во Струмица, каде помагала во подготовките за излегување на Струмичкиот партизански одред од летото во 1942 година. Во меѓувреме во мај 1942 во отсуство била осудена на 7 години строг затвор. Avion će mi kopat, podijeni mi veleški. Avion će mi kopat, podijeni mi veleški. Pa to dovodi Grozdana, Grozdana moma hubava. Pa to dovodi Grozdana,
Во септември 1942 година станала борец на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Зимата 1942 година одредот бил нападнат кај селото Папрадишта. Се развивала жестока, нерамноправна битка во која непријателот бил далеку поброен. Неколку партизани на чело со Дуња ја бранеле нивната позиција. Нејзината смела борба ги бодрила и нејзините соборци да издржат до крај. Меѓутоа, по неколку часовна огорчена борба, херојски загинала од фашистичкиот рафал. Така на 17 годишна возраст згасна животот на ова смела партизанка која останала како светол пример на идните генерации. Загинала во судир со бугарската полиција и Велешката контрачета на 16 декември 1942 година во Велешко Нежилово. Откако тешко го ја раниле, го масакрирале низиното мртво тело и ја отсекли главата и ја набиле на кол и така ја шетале низ велешките села за да се заплаши востанатиот македонски народ, за да предизвика страв на граѓаните на Велис, низината глава ја ставиле во еден централен излог. Да чуеме за низе напишана и поезија "Пуста останала таа контрачета". Пуста останала таа контрачета што ми поминала низ Богомила за Нежилово село партизанско. Таму го фанале Трајка Недески, ми го фанали и го прашале: "Ај кажи ваши партизани, Мицка Козаров, Стоилка Планински, Апостоле Чолка." И да ги знаем, не ги кажуем, калети бре фашисти. Пушка ми пукна, таму бела река, Солунска глава, и ми ја уби млада партизанка, Дуња Скопјанка. Глава пресекоја, в села ја носеа, мајки расплакаја. Makedonija
крајните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Како што слушнавте, наследникот на муртинското чудовиште Зоран Заев, инако продолжена рака, а произлезен од епруветата на Западот, исто како и створењето од Муртино, вчера го изгласа новиот гробарски предлог од Франција на чело со Ковачевски, за да денес пак министерот за надворешни работи на Република Македонија Бујар Османи го гледаме насликан со татарката од Вулгарија, Ганчевска, односно навистина Ганчо, или турко-татарка. Османи се кези, толку ја отворил устата како пештера чиниш ја отворил и вилиците ти се чини ќе му паднат од устата. Меѓутоа, мој македонски народе, знам дека се разочаравте, но немојте, не треба. Постои, како што велат, покрај план А, постои план Б, а за сигурно пак план С. Да ја видиме таа блудничава или лудничава Европа, колку е демократска, кога на се што побараа нашите изроди, а дај Боже повеќе и никогаш да не се родат такви погани луѓе, тие погани од владата на Република Македонија без да им трепне око го потпиша францускиот предлог. Закажана е и заедничка прослава за Илинден со бугарската влада, односно во Крушево. Се надевам дека овој пат мојот македонски народ ќе биде многу броен, за да со пластични шишиња, со јајца и патлиџани да ги дочека така наречените гости од татарска Вулгарија. Не е ни чудно токму на тој ден да биде почеток на новитети во Македонија, а можеби пошироко, за да со зурли тапани го дадеме тој наш македонски поздрав во знак на така наречената добродошлица на татарските племиња. Što
Браќа и сестри македонци, и при сето ова немојте да се разочарувате. Не случајно се вели по лошото доаѓа добро или по дождот доаѓа сонце. Свети Климент Охридски рекол: јас го посеав семето, а вам ви оставам вие да го жнеете. Да запалиме свеќа и темјан за покој на најмилите души, на загинатите комити, борци, партизани од кои истече нивната крв, убиени од душманите, меѓу кои и бугарските фашисти, за да ние новите генерации и при сите овие злочини врз Македонија и македонскиот народ ќе успееме. Дефинитивно ќе ги победиме сите демони од западот, каде некои ќе почнат да се распаѓаат како кула од карти, а да не зборуваме за Европската Унија, за која веќе астролози предвидуваат дека до крајот на годинава ќе се растури таа така наречена демократска Европска Унија, а потоа и НАТО. Затоа вие кои сте на оној свет, дајте им кораж и сила на македонците, а посебно на младите, за наша и ваша љубов, која мора да стане вистина за дановото воскреснување на Македонија и да ги доживееме сите во цела и слободна обединета Македонија. Па нека ни е вечна нашата Македонија, почитуван мој македонски народе. Каде се спремаш, борба те чека, борба за слобода. Нека разберат клетите душмани, македонско име нема да загине. Македонско име нема да загине.
И на крај со песната за посветена на празникот Света недела, уште еднаш да ве повикам од страна на председателот на црковната општина Света недела од Еджекс да дојдете на фестивалот на 23 и 24 јули. Но затоа пак со тоа вечерашнова наша емисија завршува. Слушајте на идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога во разговор ќе бидеме со председателот на Организацијата Обединети македонци Драги Стојковски. Но затоа пак на 20 јули реков повелете сите во македонската православна во сите македонски православни цркви на богослужбата по повод празникот Света недела, а пак вие кои имате YouTube слушајте на идниот петок од 8 часот навечер со нашата нова емисија ако отворите под The Voice of Macedonia. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра седмица и пријатна вечер. Say